Почитувани, нека ни е добар денот и времето пред нас за добри разговори во емисијата Очи во очи. Со мене и со Мухич ви посакувам добре дојде. Денешната тема е, како што предпоставувате, извештајот од страна на Европската комисија за напредокот на земјите членки. Истиот беше представен од Еврокомесарката за проширување Марта Кос и тоа беа презентирани сите извештаите за сите земји кандидати за членство во Европската Унија пред Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент. Тоа е денешната тема, со тоа што како да се формулира тема за нешто толку комплексно, за нешто толку и обемно и специфично, со оглед на тоа што станува збори за многу различни области. Затоа еве сега и ќе видите веќе темата генерално се фокусира на веќе е објавена, ја има дека препораките остануваат, што значи дека, со други зборови, како да се каже дека ништо не сме направиле, односно барем според извештајот во таа оценка, па еве така се вели препораките остануваат. Тоа што го зборуваме со години, ви го зборуваме и понатаму, ти не сте го завршиле. А вториот момент, ете под наводници, како цитат, парафраза од извештајот, ограничен напредок, само во владењето на правото. Тоа е можеби од оние клучни наши обврски реформи, односно другото е неспроведено, нереформирано. Тука еве може да се види ограничен напредок, заедно со уште една светла точка, а тоа е усогласеноста на земјата со надворешната и безбедносната политика на ЕУ, или со други зборови, тоа е оној нашиот однос кон Русија и слично и така натаму. И тука сме дисциплинирани, тоа и како порака ни го прати и министерот за надворешни. Муцунски дека треба бидеме дисциплинирани по однос на одлуките и тука се придржуваме. Како играат тие, играме и ние, и тоа е една од или практично единствена, велам, заедно со, ако е светла воопшто точка, ограничен напредок во владењето на правото, кога ќе се видат особено многуте други критики и токму на сметка на судството и така натаму. Затоа повеќе ќе да е таа единствена светла точка. Од двете пак воопшто реченици во кои беше спомната Македонија, односно Северна Македонија, од страна на Марта Кос. Значи, едната реченица е таа усогласеноста на надворешната безбедносна политика, а втората реченица е дека земјата не презела одлучни чекори да напредува во процесот на пристапните преговори во изминатата недела, година, и дека таа мора да ги донесе уставните измени согласно заклучоците на Советот на Европа од 2022 година, за да напредува на својот пат кон Европската Унија. Со други зборови, значи, или директно кажано, земјата, како што кажав, не презела решителни одлучни чекори за напредок на преговорите за членство. Ако се Затоа гледав колку може темата да ја опфати суштината, да не биде ништо, да не биде ни одлична оценка, имајќи предвид дека е далеку од тоа, но да се опфати суштината дека тоа што не е направено треба да се направи, затоа препораките остануваат, вклучително со ова што е главното барање, превземените обврски за уставните измени. Во оценки, да речеме, тоа би можело, еве, колку може пократко само за, еве, илустративно да биде и попрегледно, можеби. Најдобра оценка доби Црна Гора. Ете, ако одиме како оценки, тоа би било еквивалент. Ако одиме според оние А, Б, Ц, Д, ете, тука примената на оној латиничен пристап, А, Б, Ц, Д, значи А како највисоко, Црна Гора бележи
најдобар развој, односно е најнапредната земја кандидат за членство и има А, Албанија е нешто послаба, има А минус, Молдавија има некоја Б плюс, да кажеме, Украина е со Б, исто така гледате високо, ние сме С, што би било незадоволително, но незадоволително не е во смисла паднал единица, туку незадоволително, токму она нема поместување никакво, нема резултати никакви, остануваме во игра, но, значи, ништо не сте презеле, ништо не сте направиле, не сте исфрлени од играта. Затоа што практично има и такви или барем кои се со замрзнат статус. Значи, ние сме незадоволително С. Додека велам, ете, има и понатаму, да речеме, од тие, ајде да ги наречеме, проблематични студенти, после нас се, значи, како полоши, заглавени во политички кризи, што го кочи нивниот напредок, тука се Србија и Босна Херцеговина. Тие би биле, значи, уште полошо, додека тие би биле Д, тие се Д, а Грузија, секако Србија, Босна и Херцеговина, тука е пак таа неусогласеност со надворешната политика, странски влијанија, Русија и слично, па тоа сериозно им го намалува оценката, не дека се нешто полоши. И тие не направиле, или уште и направиле нешто, но ова ги враќа назад. Нас ни е предност тоа, па не сме толку паднати, инаку друго не сме направиле, барем според извештајот. А Грузија е во слободен демократски пад, и таа е некаде со она F, да речеме, паднала на испитот со 5. Не е исфрлена ни таа, но паднала, јави се на следен испитен рок, ајде во некој слободен превод да кажеме, за разлика пак од Турција, чија кандидатура е замрзната од 2018 година, поради, како што се вели, назадување во владењето на правото и загриженост за човековите права и за неја, како што се вели, под наводници, цитирам, значи, целосно го отфрлила испитот. Ете, тоа се тие категоризации. Ние сме незадоволително, но меѓу учениците сме онака, како да речеме, незадоволително поведение и резултати. И во таа смисла, но незадоволителни не е ништо направено. Така да речеме, ете, владата добива оценка 0, што значи 0 исто, нема промена. Не е дека е сите оние критики и обврски да се смени нешто не се реализирани. А има и влошувања заради одредени околности. Да речеме, таа независност, финансиска автономност на судството се подкопани. Се вели од мешањето и притисокот на други државни органи. Понатаму она претходно светла точка Државната комисија за спречување на корупцијата, сега потемне. Токму заради настаните, во овој извештај, велам, помрачена, заради обвинението против председателката на ДКСК, и сега веднаш во извештајот се вели и се доведува под прашање воопшто кредибилитетот на институцијата, она во што не уверуваа другите, кога нема врска тоа си е нејзина одлука и оставката и слично. Ете го сега во извештајот това. Па понатаму, ете, околу корупцијата, ништо не се сменило во државата, затоа велам 0, значи. Новости, no good news, како би било, само тоа во медицината се применува. Нема новости за пациентот, значи тоа се добри новости, живие и денеска. Може да очекуваме и да преживее. Но ова не е медицина, а дополнително и не се само добри новости, има и влошување, велам, затоа што ништо не се менува по однос на корупцијата, таа, вели, цитирам, останува широко распространета во многу области. Еве ја сега и трагедијата во Кочани, дополнително влошување, значи, ова во Кочани, цитирам, открило системски предизвици околу спроведувањето на антикорупцијските мерки, па најниска оценка за судскиот систем, и тука се укажува на неефикасноста околу борбата против корупцијата, но и Европската комисија повторно бара
се вели по кој знае кој пат. Значи, покрај носење на новиот кривичен законник да се подобри увид во случаи на корупција и така натаму. Токму денеска пак по однос на кривичниот законник, собранискиот спикер Гаши кажа се уште немало предлог од владата. Затоа велам нула, нема промени во таа смисла, не е паднат на испитот, туку не сте дошле со ништо, нема резултати никакви. Тоа е резултатот, тоа е заклучокот на извештајот. Така да, не знам, парламентот исто така не направил ниту обид за усвојување на уставните измени, затоа и тоа е нула. Не е тоа имало иницијативи, па нешто се случува и така натаму, нема ништо. Демократијата и слично, ајде тоа е генерално на исто ниво, граѓански организации, генерално поволна средина, реформи во јавната администрација, исто така постигнат одреден напредок во области на влада и така натаму, фундаментални права, правна рамка делумно усогласена, така да да не должиме другото е, значи, се исто, некои назадувања, единствена светла точка, дисциплинирани сме, се придржуваме до таа политика за надворешни работи, значи санкции и така натаму, како што е таа европска регулатива. Но еве клучниот момент е токму ова, дека тие препораки остануваат, односно нашата обврска за да напредуваме на патот кон Европската Унија, треба да се спроведе обврската, уставните измени и секако тие реформи кои гледате, корупција, катастрофа, влада нула оценка. Тоа е барем тоа што тие сметаат, а ние можеби јасно имаме сосема други размислувања какви сме. Но ако бараме оценка, тоа е така. И студент може да каже, јас си знам одлично и нема потреба да одам на факултет да ми дадат оценка, ниту диплома ми треба, ниту ништо. Така да, но нема да го помине факултетот. Така и ние, ако не сакаме во ЕУ, може да си мислиме ка сме најдобри, ако сакаме во ЕУ, треба да ја добиеме таа диплома. 60-91-924-925, еве да почнеме. Добар ден за првиот гледач. Повелете. Добар ден, Добар ден, повелете, ве слушам, да. Благодарам. Веднаш твртев и многу се нервирам кога слушам што известува Европската комисија. Еве, јас ќе молчам, до крај изборувајте, мислам сите вие и сите. Главниот орган на Европската Унија. Јас од Европската Унија одамна ништо добро не очекувам. Ама ништо добро. Воопшто не лебдам во облаци, ниту над облаците сум. Јас сум приземна. Јасно ми е дека Европската Унија едноставно ќе спроведе таа тенденција да ја избрише оваа територија како држава, односно не третира како територија. Затоа што ако сме држава, нема право да се меша во да ни наредува промена на устав. Тоа се натрешни работи. Сите принципи на Европската Унија, за кои години и години слушаме, се избришани. Ова ми личи на фашистичка политика. А препораките остануваат. А тоа ќе рече, морате да се избришете со тоа што ќе ставите некои таму, некое малцинство од друга држава во вашата држава за однатре да ве брише. Така на овие нешта и гневна сум и бесна сум и повеќе би сакала не да ја добиеме оценката С, туку Ш. Ш, таа е последна во мојата кирилица. Не ми е важно што мисли Европска Унија за нас, бидејќи јас гледам дека таа се распаѓа. Таа се распаѓа и економски и политички се распаѓа. И може би е и добро што не сме во Европската Унија, зашто тој распад ќе ги повлече сите земји помалите. Најмногу ќе настрадаат. Ќе почувствуваме и ние од тој европски распад, но бидејќи не сме внатре, помалку ќе почувствуваме. Ете тоа, и доволно инаку многу имам што да зборувам. Повеќе сакам мојата влада да се справи со криминалот и корупцијата овде и да го развива економскиот раст. Па тогаш по известно време
Така, да се надеваме и дека ќе имаме некаков напредок. Ви благодарам, ќе зборуваме секако и во деновите пред нас. Ова е што туку е објавено, уште онака нови информации кои излегуваат од извештајот. Информација интересна е и дека известувачот за Македонија Томас Вајц не присуствувал. Не дојдов до информации зошто, која е причината. Обично се вели, ако ништо друго, од оправдани причини. Јас секојаш велам, што оправдани? Па сигурно дека од оправдани. Има ли неоправдани причини некој да не присуствува? Но како и да е, се шегувам, во овој случај не најдов зошто воопшто, кои се ниту дали се оправдани причините, ниту што е, како едноставно не присуствувал. Повелете, добар ден. Се слушаме, повелете. Дали сме на Да, во програма повелете. Сега вака Исо. Повелете, да. Најдобро решение е Македонија да направи конфедерација со Србија и со Босна. Европа нас не ни тебе. У Европа, ако идеме ние седа младинаци из дека у Европа и че нема Македонија после. Че останат само стари луѓе, нема кој да го помни буџетот. Тоа Чиро Григоров го кажа. И тоа под хитном. Значи, оној Вучич е најдобар политичар на Балканот. Но добро, да ги оставиме тие регионални политики. Што мислите за извештајот, дали ја отсликува реалноста Значи, со најдобро состојбите? решение е конфедерација со Србија, Босна. Србија 10 милиона, Босна 3 милиона и ни два 15, ете пазар. Во спротивно, младиот ќе избега у Европа и че нема млади луѓе во Македонија. Ова е мислење на граѓаните од цела Македонија, поготово од Кабанац се јавувам. Јасно да имат на знање. Таа Марта Кос да ги пратиме од две етничките групи, значи тие словенците и хрватите разсипаа Југославија. Значи имаме ни тој голем пазар. Домаците и гроздито сето одеше за Југославија. Таа Словенија такви проблеми направи и Хрватска. Ние со Србија имаме најдобри односи. Сега ние взимаме оди сирење, млеко, кашкавали, и шотине, и зејтин, и жито. Ние имаме најдобри односи со Србија. Конфедерација и ништо повеќе. И па повторувам, млади дека у Европа, каква Европа, какви бакаси. И ништо повеќе. Поздрав и пријатно. Благодарам, поздрави до вас. Тоа какви односи ќе имаме со работка со соседните или подалечните земји е прашање за себе. Токму по однос на имавме отворен Балкан или го имаме можеби уште формално, но колку функционира и делумно. А сега зборуваме токму за овој извештај по однос на евроинтегративниот пат. Со други зборови, тоа се ова што спомнавте вие, соработки и така натаму, или како земјата ќе се понатаму формулира, не знам, форматира во некоја насока, дали соработки, конфедерации, што и да е, мислам што и наум на човек да му дојде, е прашање кое се однесува директно до таа земја. Ако е макар формално правно суверена, независна и така натаму, таа ќе си ги носи тие одлуки. И тие се релативно независни од ова за што зборуваме. А зборуваме сега токму за тој пат кон ЕУ. Ова е нешто, велам, друго. Со Србија, со Албанија, и со Србија, и со Албанија, со Косово и така натаму. Тоа се веќе, велам, прашања во сферата и сферите, не знам, на економијата, на соработката, на, не знам, кои да се други области во рамки на токму носењето одлуки на самата држава. Генерално тие не се поврзани со евроинтегративниот пат. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Па ако не сме во Европска Унија, ние пак имаме соработка и со Па да, другите затоа држави. рекол, тоа е независно. Макар да и тоа така. може да се спори, проблематизира од нивна страна, но добро. Јас сега ќе првам вината на Мицкоски. Зошто? Кога слушна Марта Кос
вика да ги спроведите уставните измени, ќе одговорев, извини госпоđо или господице шоци, ќе ги прашаш бугарите кога ќе ги внесат македонците во уставот таму, тогаш да ми кажеш да го отвориме уставот, за тоа не сакам да дискутирам и ќе го напуштам со станокот. Требаше да го напушти. Затоа дојдов да ми кажеш да отворам устав, за кого да отворам устав? За само уништување? Дали се свесни што зборувате? И Атлас Муцунски да си го напуша со станокот. За уставот отварање неќам. Уставот да го отвориме, ние имаме собрание. Имаме треба на референдум да помини. Не може некој издајници дошле во Франција да ми диктираш таму, имало нешто спогодби, донеле нешто се договориле, кои се тие? Не се прашувате дека тие предавниците се издајниците? Клинцфинзи некои. Како можете такво нешто да... Европа е водит, Словенката. Ја наполнија, знам што е работата, тоа што го прави таа. Не само таа. Сите тие што отвараат уста од европските земји, сите се укашкани. Не во калта, во медот. Затоа ова ни го прават. Не можеше една држава да стане и да рече, чекаме луѓе, шо луѓе се овие, шо им правите вака? Да му отвори вратата овој да му влези дома. Благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Се слушаме, повелете, добар ден. Да, благодарам. Молам. Значи, на Западот ништо ново. Како беше тоа? Да, што се однесува до нас ништо ново, гледате, има и полошо за некој, дека се во слободен пад по однос на демократијата и така натаму. Види, 20 кусур години колку се таму од кандидатскиот статус. Се вика, препораките остануваат. Па тоа фактички значи дека не си мрнал од место. Тоа е лед во место. Најлошата работа за било што е ако стоиш во место. Така. Ако не пробаш напред-назад, нема да знаеш кај си. Аз не е убаво на некој си, овде му е супер, вака не тамо, ни вамо, нигде и мути вода. Додека е нестане бистро. Не можеме ние да сватиме дека ова што го спомнаа претходно, дека надворешната политика и состојбата е во ред. Па тоа е затоа што сме членки на НАТО, нели сваќаат? А вториот дел што треба економски да се поврземе и се останато е во ЕУ. Ама во ЕУ има други правила, него ќе референдум. Референдумот си беше со подпрашање. Не е директно, со ЕУ посебно ќе разговараш. И гледај сега, молим те. Сите трчат у Европа да работат, а ваму не чинала, ќе се распадне, било ова, било она. Абре, луѓе, сакате ли во ЕУ или неќете? Што бугарите? Јас стално зборам, немам овој предрасуди. Па нели толку нации и народи се во уставот? Таков е нашиот устав. Нивниот не е таков. Нити има потреба. Таа си е нивна членка, значајна им е и си ја заштитуваат. Ние, ја мислам, лично нема да ни смета да стојат и бугарите, ама има еден голем проблем. Ние си имаме мува на капата, знаеш, господин Исо, колку благонадежни ќе излезат таму после, не се 3000, него да не испадат 300.000. Па сега, ако испадат, така испадат, што да им правиме? Кој живи? Така, да, благодарам. Не или има многу други дополнителни работи кои може да произлезат со еден релативно неповолен ефект. Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, кој не следен, повелете. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Вака, исто на темата, сакам исто да се осврнам. Некој пати ни кажа дека се тие условите. И сега е повторни таа Марта Кос кажува, тие се услови. И не знам што, сега се потpuno слажем со овој последниот гледач што каже, треба да појдеме напред. Ние во место сме, да се каже, сакаме, не сакаме. И сега ние ќе неќеме бугарите влезат. Па има и други што се во уставот. Ако нешто има после пречки, некои други услови да се постудат, може да се каже дека ние да се откаже, може некој начин друг. А сега треба да се појде напред, и Албанија работи на тоа, Црна Гора работи, и Србија. Ние во место. Кој се учине секој и се бугарите па бугарите. Не знам што е толку тоа проблемо и
И сега знае се придонесите од Европската унија привилегии и се тоа што ќе имаш таму. И со фондови пристапни, и со тоа све. Оти сите идат во Европска унија, зошто иде Словенија, отиде Хрватска, Маđarска, например. Има некои бенефиции, има некои корист, некоја. И ја не знам до кога ни е вака, народот ни си селува, настануваме малку само пензионери и паси во место тупкаме. Само некои приказки кажуваме тука Европската унија лошо ќе се распадне. Кога се распадне, сите ќе се распадне, как ќе се распадне Европската унија, кога сите само одат. Исо, фала многу на што е пријатно. Ви благодарам, повелете и во друга прилика, ве поздравувам. Значи, од оној дел од извештајот во кој се вели дека земјава и државата изминатава година не презела, еве цитирам, решителни, односно одлучни чекори за напредок во преговорите за членство. Еве ќе си дозволам моje слободно толкување од ова реченица, имајќи го предвид начинот, дипломатскиот начин и сето тоа што тој како порака го праќа. Јас, да речеме, ова како слободно толкување, велам, го доживувам како порака директно да се определиме, односно државата да се определи за што е, односно за што сме. Дали сме за ЕУ или не сме. Може би грешам, но ете, значи, изминатава година не се преземени одлучни, решителни чекори за напредок. Значи се двоуми, нема решителност, нема одлучност. Значи не е формулацијата не презела ништо, не е формулацијата презимано безуспешно, или е, не знам, обструирана од ова или она, па не успева да преземе, односно да направи ништо, туку не презела одлучни, решителни чекори. Значи стои, гледа и се двоуми. Велам, јас во некоја слободна интерпретација го доживувам како порака, или го толкувам, слободно некој толкување. Изјаснете се, определете се. Дали сте за ЕУ или не сте. Значи, немате, ниту стоите, ниту мрдате. Нема одлучни, нема решителни чекори. Ете, не знам што мислите вие, но генерално затоа извадив неколку од тие, значи и конкретно термини како што се вели решителност, одлучност и слично, кои би рекол го доловуваат она што сакаат да го пратат како порака. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Како си со? Добро, благодарам, како сте вие? Одлично. Да, па се радуваме. Ограничен напредок. Па ние немаме никаков напредок исо. Европа да се распадне, нема да се распадне. Нака им е јасно, како што кажа и гледачот. И гледачите, Европа ќе се распаднела, а сите трчат во Европа. За уставот нема да коментирам, ниту за уставните промени, затоа што си имаме влада. Нека си мисли владата, што мисли понатака, како ќе ја развива земјава. Граѓаните, јас мислам дека 70% се за во Европа. А што ќе биде, како ќе биде, понатака не знам. За правосудството не сакам ни да разговарам, затоа што јас би дала минус 2% на народот за правосудството. Зашто што ние самите што ќе направат грешка, одат ги молат судите, за да не ги казнат. Па имаме хикс случаеви такви, подкупување не. Самиот народ ги подкупува. И немам што многу да зборувам на оваа тема, меѓутоа сакам да му честитам на Амар за победата, што беше 1-1,5. Толку ви благодарам. Благодарам, ве поздравувам, добро, да. Предпоставам мислите на таа победа како број на гласови која ја постигнал, како доверба која му укажана. Повелете, добар ден. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Добар ден. Да, повелете, се слушаме. Ја слушаме, така? Да, одлично. Оваа господја не беше толку лоша, ама правата леле се распаѓала Европска унија. Абе, ние исо неблагодарен народ.
место да кажеме благодарам до сега што направила Европа за нас, абе колку пари испратила, не знам, милиарди има. Така дадено. Со најголем дел на политичариве, било од овие, било од тие другите што беа, им завршиле у джеп тие пари, а дадени за народот. Значи, уопште сме не за благодарен народ. Уопште. Не знам, секој сегмент. Секој сегмент. Ја не знам, медиумите не се окуражат да кажат колку пари Европа до сега ни дале. А јас сметам дека по некој ова што читам, скоро 10 милиарди онака евра онака ни дан, без враќање. Колку што ни е кредитот скоро. И малку и поише. Па се ова секоја година го има исто, така? Да, секоја година, да. Секоја година и се напред овакво. Мислењата се исти. Сега, знаеш, ова ме погаѓа со правосудството. Значи, одреден чекор, така идеме напред. Не знам што ќе каже премиерот. А толку народот не е свесен дека секоја власт што ќе дојде, право сака обвинителството и судството да го промени, за да си стаи нивни послушници. Толку не читали, не знам, не ли прати, не знам како не знам, уопште не знам како е. Или толку е партизиран, што овакво си го слуша Алфа телевизија и премиерот там. Поздрав. Да, добро. Тука истече времето, ви благодарам, поздрав до вас. Значи, најниска оценка добива судскиот систем. Таму стои, ете цитирам, значи, токму таа терминологија, како што е овде поднос на ова што кажав, не презела решителни чекори, одлучни чекори. Така за судството е, цитирам, значи, нема напредок. Тука еве директно, нема да се двоумиме сега кои се тие одлучни решителни чекори, нема напредок, а во комбинација со притисокот на државни органи врз автономноста на судството, со што истото се подкопува од мешање, од тоа мешање и притисокот, владата всушност ете за тоа отсуство на прогресот добива, за прогресот во судството добива ете нула, во смисла нема движење, не е дека реков, не е назадување, зато и терминот е нема напредок. Корупцијата исто така еве цитирам, формулацијата е останува широко распространета и ништо не се менува. Повторно велам, ова може би и не е толку лошо затоа што не е полошо. Како е, исто е, добро е. Помина година дена, исто е, значи не сме остареле, се држиме исто. Мислам, тоа е сега оној оптимистички, позитивен пристап. Но малку пореалниот, да не кажам песимистички, нема напредок, апсолутно. И тоа го велат. Или слично ете други некои формулации, системски пропусти и така натаму. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Да ве поздравам, господин Брисов. Благодарам. Стално ве слушам, не може да добием, но сега само се смеем. И слушам ги овие, нели, исто, Арно не ги спомна причињата дали ти да ту Европска Унија ограничен напредок. Па дај Боже да има ограничен напредок, да мислимо на убаво. Вие убаво кажате, секоја вичер, само кои глави да слушат. Значи, само мислимо на лошо, подајен пut у таа Европска Унија, да улегнемо, да осетимо и ние малко што значи таа Европска Унија. Некој вика не постои, некој вика постои. Се си постои, само нема прави владетели, нема кој да го води оваа наша убава, красна Македонија, но само се препират, овие префргат бригата на Бога, овие на овие ништо не направиле, па и народот гледа, знаеш, кога се некој карат, трет користи. Но дај Боже да улегнемо у таа Европска Унија
Јас знам уште од порано, нели, уште не знаеше му за Европска унија, една професорка прашувам го, знаеш, викам, гледам, слушам на телевизија за оваа Европска унија, викам, што се ќе биде од таа Европска унија, викам, убаво ли ќе ни биде? Еј, да знаеш ти, вика, да улегнем у Европска унија, па тој плати ќе зимамо, па тој има да биде од убаво поубаво. И ние се радуемо, па тај радост да се оствари, да улегнеме пут на таа Европска унија и да видиме како што ќе биде. И да ги слушам ги само слушателите, само се препират, дајте, кажете нешто убаво, сложете се, па да биде убаво за Македонија. Еве, партии, тамо, вамо, овие, онија, препират се, карат, овај рекол, онај рекол. Дори не личи на озбилни, сите што се јавуват, господин Исо, вие сите така, мислим, у години пензионери, па дај више да престанат кој што рекол. Секој си има своје мислење. Биде жив и здрав, ја пак кажа вас да ве веримо за председател, супер сте дотерани, умашни, уродела, значи светите на телевизија. Биде жив и здрав, и што убаво ни кажуваш, само нема кој глави да слушат. Поздрав и се наубаво, чао, чао. Благодарам, ве поздравувам и јасно. Оставете оделото, сега е модерно на друго. Прво човек, па после се друго, не мора ни да се облече. Тој што е прво да е човек. Па после нека изберете и функција и како ќе се облекува. Повелете, добар ден. Така да имаме ние добри разговори, тоа е најважно, да се согласуваме. Повелете, да сме прво луѓе. Да, поздрав до вас, повелете. Добар ден. Да, добар ден, ве слушам, повелете, да. Па ја мислам дека извештајот е покритичен него минатиот, да ти кажам право, понашто го прочитав и што го видов на социјалните. Па се чудев денеска каде една телевизија најде дека сме пофалени во борбата со организираниот криминал и со корупцијата, ти кажам право. Или се они се уште им се гледа да розево во државата. Јас не гледам дека нешто Македонија е пофалена во извештајот. Туку поише е искритикувана, зашто нема напредок. А тоа Марта Кос го објасни убаво кога не стави во групата со Косово и со Босна и Херцеговина, каде што каже дека напредокот е запрен кај сите држави од различити причини. Со оглед тоа, не гледам тука што што има за фалење. Или она флоскула, пазете, Европската унија ќе се распаднела, а ние на секој потек кога ќе ни дојде густо, одма покритикуваме зашто Европа не реагира да ни помогне. Па чекајте, на две столици не може да се седи. Или джа, или буе работат. Или ќе одеме со Европа, или или Европа ни треба, или Европа не ни треба. Па така, ако ќе ни биде густо, нема што да ги бараме во европејците. Кога имаме пожари, можеме да го активираме системот за помош, за да ни помагаат со хеликоптери, за да гасиме пожар. А кога нема, кога Европа ќе се распаднела. А сите деца и внуци отидоа во европските земји. Како ќе се распаднат? Овие пензионери, може да ги сменат на очарите или диоптријата веќе за да видат реално, кај им одат внуците, кај вадат карти за кој правец вадат, за да бидеме малце покритични. Стагнација статус, дури да ти кажам за мене ситуацијата во државата ќе биде се уште полоша. Чекајте, да почне сега со новите цени, гледате, го прекорија Славевски дека инфлацијата нема да му се снимни испод 4%. А пазете денеско буџетот. Го видате ли циркузот? Собранието, си ги зголемило. Така, да, благодарам. Ајде, ќе дискутираме и за тоа. Добро е, барем, што и да зголемиле. Има, мислам, кога нема, ќе се намалува ова, како и да е, велам, независно што и да е. Полоши однос Србија и Босна и Херцеговина, полоша оценка имаат, но клучниот момент кај нив е дека се заглавени во политички кризи и тоа го кочи нивниот напредок. Значи, ете, ние немаме барем политичка криза, според оценката на овој извештај, и ете, за разлика од нив, имаме добра усогласеност на таа заедничка надворешна и безбедносна политика со ЕУ. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете, се слушаме. Слушам гледачи ве кажуваат дека ние, ако сме биле во Европска унија, ако сме влезеле, че снимале фондови, донации, пристап до парични средства и така натака. Што може би е вистина, пошто сме ние релативно сиромашна земја. Ама кој е така, јас се чудам Германија, Франција, Холандија, што барат таму тие во Европска унија. Тие се богати земји. По моја логика и длабоко размислување, ја мислам да не е обратно. Да тие да има од нас
чар, а не ние од нив. Ви благодарам. Благодарам, ве поздравувам, ете интересна теза, идеја. Повелете, добар ден, можеме и неа да ја развиеме. Повелете, да, кој ни е следен? Добар ден, почитувани со. Почит, добар ден, повелете. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, поздрав, повелете. Па јас, како што знам и како што учев историја, значи, колонизираните и експлоатираните народи секогаш мигрираат кон во експлоататорот и колонизаторот. Еве чист пример, ќе ви дам. Зенедин Зидан, алжирец, мигриран во Франција. Значи, Франција беше окупатор, експлоататор, колонизатор на Алжир и оттаму алжирците колонизира не само алжирците, има и други народи во Франција. Зошто колонизираните и експлоатираните народи секогаш мигрираат кон земјата експлоататор и колонизатор? За да си вратат од украденото. Ако можат некако да надоместат од штетата што му е направена на домашната земја. Затоа сите трчат во Европа да живеат и да работат. Ете затоа. Затоа што многу неправдини таа Европска Унија има неправи. Заради тие неправдини сега секој ден се бркаат со мигранти и се тепаат по улиците. Нормално, главните и стожерните медиуми тоа не го објавуваат и не ги окрива и не треба да ги објавуваат. Меѓутоа ние на алтернативните медиуми што си гледаме точно знаеме што се случува. Да не зборувам за националните долгови во Европската Унија. 87% во просек Европската Унија задолжена споредено со бруто националниот доход. Ние сме 60%, например. Имам точна табела земја по земја, ќе ви кажем. Грција на прво место 153% од националниот доход. Добро, јасно. Италија е огромно задолжена и така натаму. Италија е 138, Франција 114 и следи надолу. Немам време, иначе би ја прочитал цела листа. Каде е Европа со иновациите, технологијата и така натаму? Знаете дека автомобилската европска индустрија може да запре заради недостатик на процесори кои се набавуваат од Кина и електронски компоненти. Ајде во следна прилика и за тоа ќе разговараме, господин Исо. Ајде, секако поздрав до вас, повелете, добар ден, кој ни е следен. Добар ден. Повелете. Па, Европската Унија сега, Марта Кос, сака да обработи уште што може малку да купаат време да преживеат тие, а ние овде да се испотепаме уште еднаш и полесно потоа да не владеат. Јас инаку не знам за други, јас знам дека варирам тука на ова подрачје преку 10 колена. Преку 10 колена, значи памтам, имаме запис преку 10 колена. И тоа преку 100 години. Тоа живееле нашите. Мојот татко живееше преку 90 години. Дедо ми 98. Значи, ние сме во заблуда. Да рудниците ни ги празнат. Се носат разни метали во тие држави. За да работат тие држави. Да не зборам сега, на тебе ти е многу појасно, сега како да се исповедам на некого што ја прати политиката и кој не му дал некој албанец да биде судија. Во ред за тоа. Ама имаме една замерка преку нашиот медиуми, не сакаме ние да си го средиме нашиот живот тука, без разлика на националност. Има и бугари тука, има и секакви, и не сакам да слушам разни приповедки и басни и приказни. Зошто? Ќе кажам. Овие луѓе, овде, Бучим ќе го земам. Да набројувам други рудници, да набројувам стари окна, кои се ископувани и носени од овде. Ве замолувам, дајте малку, отворете го кесето, зашто тие кожни пари ќе ги нема. А знаете што е кожни пари? Луѓе! Да, благодарам, поздрав, добар ден, кој ни е следен. Повелете, кој ни е следен, добар ден. Добар ден, дали имаме некого? На другата линија може би некој веќе чека. Добар ден. Ало? Да, така е, повелете, вие сте. Ало, јас сум? Да, вие ве слушам, повелете, добар ден.
Вака од известата се сложува, меѓутоа без да ни каже Европа, ние си го знаеме граѓаните дека кај нас криминал во света, ништо не се подобрува, ни во правосудството, ни во економијата, па ни во здравството, во сите сегменти, мисля, тоа Европа си во право, што кажа, меѓутоа не зи тоа е како оправдање, зашто? Затоа што не можеме да имаме пристап кон Европа. Меѓутоа, кога ние би средиле кај нас ова, е да ни кажете Европа, ние самите граѓани да кажеме, кај нас више корупцијата застана, се спроведуваат мерки против корумпираните, судството работи. Кога ние ќе го сетиме тогаш можеме да сакаме да имаме зела дојме за Европа за по некој подобар живот. Меѓутоа, додека тоа не го средиме, ние џабе викаме на Европа. И кога ќе се среди тоа кај нас, кога ќе видиме како што е Турција 30 години, но Турција во самата држава си е развиена економијата, економските, независното за Европа сега, од никој не. Ние кој ќе достигнеме тоа што е кај Турција, системот кој ќе завладе правото, правдата, митото, корупцијата кој ќе ги снема, ние не мора да одеме во Европа како не сакат. Ние да поставиме услови тогаш. Ние уставот не го менуваме, ако сакате премете, ако не сакате не можете. Ако сега и ова влада дозволи да се променет, се внесат бугарите во уставот, па ние гледате се работи пола велес било пробугарски, какви мештенки врсеа тие со знамето на цета што го дадува. Па тие се пробугарски, никој никого не го суди таму. Никој никого не нападна. Тие што подава, сите се гледат и знаат кој го подаваше знамето, и обезбедението само мирно прати седи. Значи пробугарски, уште ако ги признаеме како бугари во Македонија, тогаш Македонија е готова. И се раздела на два парчина, бугарскиот и албанскиот дел, како што му беше планот на Лјупче Ѓорѓиевски со доста Димовска на тие патриоти ваморовци, кои уште не сака да го судат. Така, благодарам. А што мислите, ќе си дигнат знаме тогаш и така, секој свое знаме? Да, добро, да се пошегуваме малку. Повелете, добар ден, кој ни е следен. Добра вечер, пошто надвор гледаме темните. Да, повелете. Јас сум Васки Јосифовски од Трновци, Битолско. Повелете, господин Васки. И ќе се обидам да бидам многу краток. Доколку сами дома не гледаме како ние, тогаш навистина сме слепи за да ни треба европски извештај за да си ги согледаме состојбите дома. Значи сами гледаме како е. Сега, доколку толку било добро во Европска Унија. Португалија е членка на Европска Унија. Зошто во Швајцарија вриет од португалци по швајцарските фарми? Зошто португалците не си ја работат собствената португалска земја, туку одат на гурбет во Швајцарија, или во Германија, или во Белгија? Натам, доколку е толку многу добро, не дека не е добро. Меѓутоа, добро е за нас, што одиме таму. Германците самите, како германци, си имат своји проблеми кои што не можат да ги решат. И де факто е така. Значи, најдобра работа да застанеме и домајчински да си ја сработиме ние нашата домашната работа, да си ја направиме државата приближно на она што е Европа. И немаме потреба од Европа. Иначе, се растури Советскиот сојуз, се растури Југославија, зборувам за народи што беа приближно генетски исти, и сега ќе обстанела векој Европска Унија. Нема теорија. Ви благодарам што ме сослушавте. Благодарам, со задоволство повелете и во друга прилика. Добар ден, ако имаме време да сослушаме уште некого и да чуеме, да повелете размислување. Добар ден. Се слушаме ли со некого? Добар ден. Добар ден, имаме ли некого? Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Да, ве слушам, повелете, вие сте. Исо? Да, ве слушам, повелете. Уште еднаш добар ден. Да, повелете, се слушаме. На крајо овој човек би го поддржал Исо. Аха. Зошто? Препораките остануваат, ограничен напредок вели. Добро бе, Исо, знаеш кога ја се изгубив целата надеж како македонец, или без разлика по националност. На Ангела Меркел ли верува. Кога итекна нова фон дер Лајен да иди тоа аптеки, кога итекна за Балканот да се интересира, кога ќе се растура Европска Унија, гледате Маđarска што прави, гледате други држави сакат да избега.
се и текна да ме бара. Сето ова е за никаде за мене работа. Кажа под мерка, поќе наваму ништо не верувам. Второ, кој е толку важна Европска Унија, зошто не е покани Трамп на инаугурација, не се. Кој рачуна? Се види Европска Унија кој се вара. Германија, Франција и дел Италија. И сега ние уште сме се запнали. Европска Унија. Што ви е бре? До 2027-та ќе се распадне. Гледайте малце пошироко што се случува. Која почнува поќе Европска Унија? Никој. Сам Орбан му честитам она што го прави. Нов поредок иди. Русија тоа го каза. И самиот Трамп тоа веќе го признама некако. Немојте да будете, доста е лага. 35 години, бре, човече, ова се случува. Второ, неголеми виновници. Однатре што е Растурија Македонија, Белнаро и СДС. Извини вака, али тоа е тоа. И 2001 не бе свесни да се обедина, дека однатре продадо државата на други партии. Доста е, Исо, те поздравувам. Благодарам, ве поздравувам и јас, би рекол дека завршуваме тука, да ве или имаме време, повелете. Завршуваме сепак. Ќе ве поздравам и јас со тоа што, ете, ако не се лажам, учесникот кој се представи како Јосифовски Васко, па спомна, а зошто португалци оделе во Швајцарија и така натаму. Добро, интересно прашање, но натаму и отвора прашање, а зошто Швајцарија не е во ЕУ? Сега некои од одговорите може бидат, па затоа што, не знам, не и треба, затоа што може и сама, банки, пари, колку сака и така натаму. Па еве го прашањето и до нас. Дали можеме, како држава, дали ни треба ЕУ, дали можеме сами и дали условите за ЕУ ни одговараат. А ако не можеме сами, да видиме тогаш со кого можеме и дали тие услови се подобри. Во таа смисла е прашањето да прецизираме и да се изјасниме, за да знаеме и ние и тие и да наместо неодлучни решителни чекори да направиме конкретни чекори, но секако за добро на државата. Тоа е клучниот момент. Впрочем, и целата таа идеја и околу ЕУ е за некоја заемна добра перспектива. Благодарам, ете, верувам и во нашата перспектива и заеднички добри, конструктивни разговори и во иднина. Имајте пријатно попладне. Довидување.